Добар ден, криптоентузијасти, на само еден ден пред роденденот на каналот. Прво да ви се заблагодарам на сите, значи, навистина, барем за мене е чест и задоволство да се работи за македонскиот народ, кога знам дека го цените мојот збор. Секое видео кое што е направено со задоволство. Буквално никогаш не сум ни мислел колку време ќе потрошам, затоа што знам дека е направено за нашиот народ. Така да ви благодарам на поддршката. Се надевам дека ќе верувате во мојата работа и понатаму. Уште еднаш ќе напоменам, се додека македонскиот народ има потреба од мојата работа, каналот и неговата едукација ќе продолжи. Така да ви благодарам уште еднаш. Ова е кратко видео во однос со тоа што го очекуваме од самиот халвинг. Битно е затоа што многу од вас можеби не ги погледнале претходните материјали за халвинг, само сакам да на некој начин направиме една кратка содржина на сето оно што го очекуваме и сето оно што треба да дојде во оваа ситуација од самиот халвинг. Значи халвингот треба да настапи од овој момент кога го снимам ова видео за некои 15 часа. Тоа значи дека тоа е полноќ, негде околу 1 часот наутро на 20 април 2024 година. Нешто што оние кои што следат нашиот канал го следиме уште, како што кажавме вчера, повеќе од 700 денови. Така да, значи, активно го следиме овој циклус и сега за сега не ни изневерил. Многу сме разговарале за оваа тема, значи во утринските часови на нашата Facebook страна и на Twitter профилот беше објавено видеото каде што детално објаснуваме што представува биткоин халвинг. Сега нема да навлегувам во тоа, но сакам да напоменам некои битни работи кои што многу од луѓето на некој начин можеби не ги знаат, посебно ако се нови на нашиот канал. Значи биткоин халвинг е генерално алгоритмички начин на кој што циклусот на биткоин се определува, на тоа што буквално се преполовува наградата која што ја добиваат майнерите за запишување на нови блокови и за запишување на трансакции во овие блокови. Ваквата награда, преполовена, прави да има половина помалку залиха во моментот кога ќе настапи ова да речем халвинг процедура и на тој начин постојано го намалува приливот на биткоин на пазарот. Сега зошто е овој биткоин халвинг толку уникатен? За разлика од претходните 3 кои што до сега сме ги имале, ово е четврт, сега имаме дупол халвинг. Значи јас ова веќе го имам кажано, сега ќе го кажам повторно. Овој феномен мислам дека ќе го имаме само еднаш во историјата на биткоин, затоа што не само што имаме стандарден халвинг во кој што се намалува за половина за лихата која што влегува на пазарот од 900 кои на 450, туку дополнително се намали, тоест се зголеми дупло и побарувањето за биткоин на пазарот. Односно, знаете и сами, значи во однос со тоа колку одредено добро е побарувано и во однос со тоа колку ова добро го има на пазарот, така речено на тој начин и се добива цената. Колку нешто е побарувано, а е многу поретко на пазарот, цената почнува да расте. Колку нешто е помалку побарувано, а се зголемува неговиот, да речем, присуство на пазарот, цената се намалува. Значи дека овие два фактори се клучни за определување на вредноста на одредено економско добро. Во случајот на биткоин, ние во текот на оваа ноќ ќе добиеме халвинг каде што се намалува за половина приливот, односно новите биткоини кои што се мајнаат на дневно ниво. Претходно, на 11 јануари, ако не се лажам, беше биткоин спот ETF. Со воведувањето на биткоин спот ETF и дозволата во Америка преку овие 9 нови биткоин спот exchange trade funds, автоматски вие практично им давате на големите институции кои што претходно немаа никаков пристап до биткоин да можат да купуваат биткоин. Тоа што ние го зборувавме, тоа и се случи. Гледате дека буквално како го кажуваме ова, така се случува на пазарот. Значи, иако имавме пауза во која што GBTC фондот практично продаваше, во глобала имаме многу голем прилив на средства од страна на овие институции. Односно, за прв пат во историјата, големите играчи, зборуваме на големи корпорации, богаташи, институции, банки, можат легално да купат и да држат биткоин преку овие биткоин спот ETFs. Тоа значи дека дупло се зголемила побарувачката. Затоа и велиме дека има дупол халвинг. Значи не само што се намалува понудата, туку и дупло се зголемува побарувачката за ова капитално добро. И тоа го гледаме практично секој ден. Значи да, има моменти каде што имаме намалено побарување, како што имавме во претходните неколку денови, кое што е пропратено со конфликтот помеѓу Израел и Иран, како и моментално очекувањето од халвингот, затоа што најчесто историски халвингот е пропратен со
корекција надолу или за време или пред или по самиот халвинг, значи непосредно за време на халвингот најчесто имаме и солидна корекција која што моментално ја гледаме на пазарот. Така да поради овие два да речем критериуми, значи моментално се случува баш тоа што рековме дека ќе се случи. А од друга страна ние многу зборуваме веќе долго време наназад дека корекција ни е повеќе од потребна. Така, значи пазарот многу се вжешти, премногу се отиде високо, а се ногаме доста рано во овој циклус, затоа што знаете и сами дека после халвингот историски 1,5 година од моментот на халвингот е потребна за конечно биткоин да дојде до својот all-time high за тој циклус. Значи, зборувам до сегашните 3 циклуси, кои што пак ќе напоменам се предодредени од самиот халвинг, кои што така речено ги утврдува овие 4 годишни циклуси. Значи во претходните 3 вакви 4 годишни циклуси 1 година и пол од моментот на халвинг биле потребни за биткоин да го оствари својот all-time high за тој циклус. Зборуваме да ја добие највисоката вредност во тој циклус. Автоматски во текот на оваа следна година или година и пол очекуваме тоа да го направат и многу од алткоините со многу високи вредности. Затоа е тоа толку битен момент во секој биткоин циклус и затоа ги одбројувавме буквално деновите до конечно да дојдеме до остварување на овој биткоин халвинг. Дали ќе биде ист циклусот, не можеме да знаеме, секој циклус е различен на еден или на друг начин, но овој циклус со оглед на фактот дека имаме намалување на понудата и дупло поголема побарувачка, успеавме да достигнеме all-time high, значи највисока историска цена, уште пред да дојдеме до халвинг. Тоа е нешто досега невидено, што значи дека уште веднаш ни кажува дека овој циклус ќе биде многу поразличен од сите останати и уште еднаш ќе напоменам, со вакви предиспозиции и овие, да речем, два халвинга во еден, може да биде најголемиот и најдобриот булран во историјата на биткоин и историјата на крипто, кога станува збор за алткоините. Затоа уште еднаш ќе напоменам, значи јас лично не си дозволувам ни по точка разно да го пропуштам овој бул маркет, затоа што верувам дека ќе биде историска грешка на секој оној кој што одлучува тоа да го направи. Знаете, јас не можам да ви кажам дали да купите или не, кога да купите, што да купите. Значи тоа се мора да одлучите сами. Поентата на каналот е да ве едуцира за да можете сами да одлучувате кога е време да се купи и кога е време да се продаде, но на крајот од денот ова е моја одлука и ова го напоменав многу пати, сега ќе го кажам повторно. За време на халвингот останувам неутрален. Да, направив едно купување затоа што имавме солиден пат на пазарот, верував дека потенцијално можеби сме блиску до дното и верувам дека се уште сме блиски до дното, како што кажав, тоа нема да го смени фактот дека тие што сум ги купил позиции се уште солидни, затоа што купивме на голема корекција, сите оние кои кои што одлучиме да ги купиме. Идејата е дека за време на халвингот, затоа и ви го кажав тоа уште пред практично половина месец, очекувам да бидам неутрален, не инвестирам ништо, тоа што сум го купил ќе го задржам и чекам да се смири ситуацијата, да едноставно пазарот си го добие својот тек и да завршиме оваа корекција пред конечно повторно да продолжиме со инвестирање нагоре. Ова е најдобриот дел, значи досега буквално беше да издржиме, да стигнеме до халвингот, да издржиме, да поминеме преку целиот bear маркет, да инвестираме на најниските можни цени. Сето тоа го завршиме успешно ако мене ја прашувате и ако го следите нашиот материјал или ако сакате да го споредите, можете да видите дека историски успеавме да го утврдиме дното многу добро, да алоцираме на најдлабоките делови во дното. Сите оние кои што го направија тоа кога го направивме и ние, сега се во дебел профит, дури и после оваа корекција. Оваа корекција е ништо ново, ништо различно. Значи, стандардни корекции од 30 до 40% на патот до следниот all-time high се сосема нормални. Корекции за време на халвинг се сосема нормални, затоа што постојано кажувам дека ништо од ово што го гледаме не е надвор од нормалата за еден нормален биткоин циклус. Да, имаме нови случувања како војната во Иран и Израел или потенцијалниот конфликт или можеби нема ни да се случи, но тоа не го менува фактот дека сето тоа буквално се вклопува во досегашните искуства кои што сме ги имале со биткоин. Така да и понатаму продолжувам да бидам неутрален, да почекам оваа ситуација цела да заврши. Значи, за време на халвингот не очекувам ама буквално ништо специјално. Потенцијално цената може да продолжи да крвари уште некој период, затоа што знаете, веќе разговаравме, мајнерите, ова го направив како кратко видео, можат да продолжат да продаваат повеќе од она што го продавале вообичаено, затоа што од утре официјално ќе им се намали за половина она што го
правеле. Така, значи ако во текот на еден ден успевале да ископаат по 2 биткоини, сега ќе копаат по 1, се разбираме. Значи дека автоматски приливот на пари им се намалува. И на тој начин нормално потребно е да извадат повеќе од своите резерви за да надокнадат она што им фали во однос на секојдневните процеси на работа, поправки, струја, нов материјал и така натаму. Така да на крајот од денот, уште еднаш ќе напоменам, овој блидинг може да продолжи. Гледаме дека во текот на последната ноќ имаше напад од Израел врз Иран, затоа имавме флеш креш каде што биткоин падна под 60.000, моментално се врати. Сега, втора опција е дека наскоро можеме да добиеме шорт сквиз. Значи, тоа е ситуација во која што сега пак има премногу шорт позиции, каде што и понатаму луѓето очекуваат да имате оние муабети од типот сега биткоин ќе оди на 12.000. Не знам како да им помогнам тие луѓе, но се уште постојат таков тип на трговци кои што и понатаму ставаат шорт леверидж позиции, кои што пак сега може да ни помогнат во обратна позиција за движење на цените нагоре. Но повторно, нема да ризикувам, значи оставам пазарот да се смири пред да одлучам повторно да продолжам со инвестирање, затоа што гледате и сами, овој дел од пазарот е крајно нестабилен. Да, има потенцијал доколку сте трговци да направите профит, но во исто време можете и да бидете многу лесно ликвидирани ако користите леверидж, или пак да се случи она што постојано кажувам, ќе ги продадам коините за да купам пониско, а цената никогаш да не достигне пониско и да треба да си купите на повисока цена, односно да изгубите дел од вашата кеса на коини. Така да, останува на вас, значи нормално секој од вас одлучува за себе, а се надевам дека ќе ни се приклучите утре за лайвстримот на роденденскиот ден, нели, на каналот, како и за халвингот, и нормално ќе одговориме на што повеќе прашања, да се надеваме ќе добиеме рекордни бројки, овој пат го правиме во сабота, во попладневните часови, каде што поголемиот дел од луѓето може да се приклучат. Ви ветувам, ќе гледам да одговорам на што повеќе прашања и нормално, со тоа се гледаме во текот на утрешниот ден. Ви благодарам на довербата, ви благодарам што сте постојано со нас и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.